На иницијатива на нашиот сограѓанин Маријан Стошевски, а во соработка со туристичката организација Златибор, 50 на младинци од Кучани кои што беа повредени во пожарот наскоро ќе заминат на бесплатен 10-дневен одмор и рекреација во познатото туристичко место во Србија. Хуманата акција ќе се реализира во координација со Црвениот крст, информира иницијаторот Стошевски. Мојот скромен придонес кон реализација на оваа акција ме прави многу среќен затоа што сум дел од истата, со надеж дека овој престој на Златибор ќе им донесе побрзо оздравување, истакна денеска Стошевски. Веднаш по оваа голема трагедија која се случи во Кочани, која сите нас не потресе на вистина, разговарав со директорот на туристичка организација на Златибор, господинот Владимир Живановиќ, и дојдов на идеја да испратиме поголема група на млади луѓе кои страдаа во оваа голема несреќа во Кочани, и од негова страна веднаш беше прифатено предлогот да 50 на млади луѓе заминат на Златибор на 10 дена опоравок. Навистина еден голем и хуман гест на раководните луѓе од туристичка организација Златибор, што се одзва на оваа моја хумана мисија, и јас сум им бескрајно благодарен, бидејќи сепак ете колку толку да им помогнеме на овие наши млади луѓе кои страдаа во оваа голема трагедија. И верувам дека кога ќе заминат таму ќе најдат на топол прием, ќе бидат пречекани многу добро, и секако оној препознатив златиборски воздух многу ќе им значи, бидејќи знаеме дека поголемиот дел од настраданите наши млади луѓе имаат проблеми со респираторните органи, и токму овој планински воздух на Златибор многу ќе им значи, и јас од срце им посакувам да си поминат убаво таму и да се вратат уште поздрави и повесели. Оваа цела акција ќе биде во координација со Црвениот крст Куманово и Република Македонија, и ќе бидеме постојано во контакт како ќе се опоравуваат нашите дечи, млади луѓе, така ќе испраќаме една група, па втора група, трета група, со цел ете да дадеме ние придонес во нивното што побрзо и поквалитетно закрепнување. Се надевам дека во оваа наша хумана мисија ќе бидеме успешни и ќе завршиме целата работа. За сега е договорено 10 дена престој. Сите трошоци ќе ги сноси туристичка организација Златибор околу сместувањето и сите пропратни други работи на нашите сограѓани, и се надевам дека ќе има и некои одредени активности околу нивни прошетки на воздух, некои дружења, поголеми комуникации, бидејќи знаеме дека и овие луѓе имаат и одредени психолошки трауми, што е нормално. Верувам дека целиот пакет ќе биде добар, содржаен и интересен, со една крајна цел да се чувствуваат добро и да се вратат уште поздрави и повесели. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово лишиле од слобода двајца кумановци на возраст од 19 и 23 години, бидејќи кај нив била пронајдена и одземена марихуана. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ке следува соодветен поднесок, информира МВР. Деведесет и еден граѓанин на Куманово добија субвенции од општината за набавка на инвертер клима уред. Списокот на добитниците е објавен на општинската веб страница. Субвенционирањето на високоефикасни клима уреди беше мерка од програмата за заштита на животна средина и чист воздух. За оваа намена од општинскиот буџет издвоени се 2 милиони денари, а барањата се разгледувани и одобрувани по принципот прв дојден, прв услужен. По извршен вонреден инспекцијски надзор на 24 март годинава од страна на Државниот инспекторат за животна средина, утврдено е дека од страна на Булмак 2016 до ел Пробишти подружница Рудник Тораница Крива Паланка, согласно Законот за животна средина е сторен прекршок од трета категорија, при што горе именуваниот сторител е согласен за поведување на постапка за спогодување согласно Законот за животна средина пред Комисијата за спогодување при Министерството за животна средина и просторно планирање.
планирање. Имено според известување од страна на Булмак на 14 март годинава во период од 6 часот и 30 минути до 7 часот се случил инцидент поради пукање на цевка преку која се доведува технолошката вода од таложникот за јамски води до погонот флотација, која не содржи хемиски средства бидејќи е истечена пред да дојде во погонот на флотација и содржи само механички онечистувања, односно е заматена, соопшти Министерството за животна средина. Булмак известил дека во меѓувреме дефектот се санира и е сопрено истекувањето на водата. Со потпишување на записник, сторителот се согласува за поведување на постапка за спогодување согласно Законот за животна средина. Предвидената прекршочна глоба за големи трговци согласно регистрацијата во Централен регистар на Македонија во овој случај за правниот субјект е максимална и изнесува од 180 до 200.000 евра во денарска противредност, односно максимални 10.000 евра во денарска противредност за одговорното лице. Најдоцна до 31 март годинава граѓаните што сакаат да се снабдат со огревно дрво може да се пријават во Кумановската подружница на јавното претпријатие Национални шуми. Раководителката на подружницата Катица Станковска-Ристовска информираше дека право на склучување договори за продажба на огревно дрво имаат физичките лица на 6 рати, со тоа што испораката на огревно дрво ќе се изврши по исплатата на последната рата. Покрај физичките лица право на купување на рати имаат и здруженијата на пензионери, инвалиди на трудот, синдикатите, така што сите заинтересирани може да дојдат во просториите на подружницата и да се информираат подетално околу склучувањето на договорите. За социјално ранливите категории граѓани, како што се социјалните случаи, деца без родители, самоохрани родители и сите други категории, има и 10% попуст доколку уплатат во готово. Театар Куманово со репризно издание на представата Смрт и девојка во режија на Мирослав Петковиќ вчера го одбележа Светскиот ден на театарот. Пред почетокот на представата беа прочитани меѓународната порака на Теодорос Терзопулос, театарски режисер, едукатор и автор од Грција, и македонската порака на Емил Рубен, пензиониран актер од ансамблот на МНТ, филмски и телевизиски актер. Пораките ги прочитаа кумановските актери Анастасија Величковиќ и Никица Јанковски. Во представата Девојка и Смрт играат Сања Русевска, Марко Трајковиќ и Владо Дојчиновски. Инаку секоја година на 27 март луѓето ширум светот го слават Светскиот ден на театарот, посебен ден кој им оддава почит и признание на уметниците на глобално ниво. Овој ден служи како потсетник за важноста на театарот и како тој може да го едуцира општеството за грижи и проблеми во различни области. Првата порака за Светскиот ден на театарот ја напишал Жан Кокто во 1962 година, а секоја година меѓународната порака се споделува со сите луѓе. Децата учат во безбедни училишта. Јавноста и родителите да бидат спокојни. Нема простор за паника и страв. Оправдана беше нивната паника и страв, но децата се во сигурни раце и ние сме гарант за сето тоа, изјави председателот на заедницата на единиците на локална самоуправа и градоначалник на општина Кисела Вода Орце Ѓоргиевски. Во наредниот период ќе се заложам задолжително да биде најмалку еднаш годишно согласно закон да мора да се вршат редовни контроли, а не да се остава на добрата волја на градоначалникот или службите. Како председател на ЗЕЛС, но и како градоначалник на мојата општина, сакам да порачам на нашите граѓани дека нивните најмили и најмлади учат во безбедни училишта и градинки, изјави Ѓоргиевски. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера во рамки на активностите на полициските службеници на ниво на целата држава биле издадени 597 платни налози, од кои 200 се однесуваат на непрописно паркирање, а во 92 случаи станувало збор за непочитување на пропишаната брзина на движење. Покрај ова, по однос на прекршоците по основ на неносење сигурносен појас и користење мобилен телефон при возење, евидентирани биле 47, односно 16 прекршоци. Полициските службеници исто така детектирале 50 лица што учествувале во сообраќај од без возачки дозволи. Во 8 случаи санкционирани се возачи кои управувале под дејство на алкохол, додека пак изречени се и 4 мерки за возачи на моторцикли кои не носеле заштитна кацига, а изречени се и 13 санкции за прекршоци што ги прават пешаците, соопшти МВР.
Летното сметање на времето во 2025 година започнува во недела, на 30 март, кога во 2 часот после полноќ часовниците се поместуваат 1 час нанапред. Оваа промена може да предизвика ниско ниво на сонка и многумина, предупредуваат лекарите.